Религијата има силно влијание во секојдневието, па со тоа и на исхраната. Христијаните во принцип прифаќаат секаква храна, но има и прехранени производи кои се избегнуваат во одредени денови, например за време на пости. Има христијански празници кои некако традиционално се врзани со одреден тип на јадење. Јагне на Ѓурѓовден, бојадисани јајца за Великден. А на запад, например, денот на благодарноста не поминува без полнета мисирка. Кај муслиманите пак, исхраната има одредени забрани кои извираат од традицијата и преданијата за штетност врз телото. Во исламот постои халал систем, кој гарантира безбедност на храна за консумирање. Но што значи овој систем? Дали баклава или месо подготвено по халал е храна само за муслимани? Колку е важна исхраната по религиите? Одиме по одговори. Има ли храна за христијани и храна за муслимани? Храна за христијани, храна за муслимани нема. Значи човекот е битие кое што е создадено од Бога да ја обработува и да ја чува земјата и на некој начин да се храни од незините плодови. Така да секоја храна е храна од Бога и е храна за човекот. Бог во Куран и Керим, значи во светиот Куран вели, се што е создадено во земјата е создадено за човекот, да му користи, да му служи на човекот. Но вика, од тоа што е создадено, јадете, пиете тоа што е халал, значи дозволено, и тоа што е корисливо за вас. Од тоа може да извлекуваме дека одредени нешта се забранети за човекот, за муслиманот во овој случај, и одредени нешта по одредени случаи може да бидат штетни за човекот. Дали од тој одговор може да извлечеме дека исхраната е догма од религиските учења или? Дел од исхраната е догма, во склоп на верската догма. Не може да се каже дека е догма во религијата, затоа што според православието човекот е битие кое што јаде за да живее, а не живее за да јаде. Значи храната во православниот човек не го зазема првото место. Значи секогаш првото место е на Бога. Зошто тогаш постои постот? Што е постот? Постот во православниот човек не е цел. Значи ние не сме создадени да се научиме да постиме или не сме создадени да се научиме да не јадеме. Ние сме создадени единствено да бидеме во заедница со Бога. А постот и молитвата и останатите добродетели се само како што велат светите оци, само крилја кои што не дигаат кон Бога. Постот е еден столб од исламската вера која има многу функции од разни димензии. Едната димензија да човекот го зближува кон Бога, другата димензија да човекот го зближува до луѓето, третата димензија би можел да го викаме тоа што се осворнува или се враќа кон моралниот аспект на човекот, значи етичкиот аспект на човекот. Која храна ја забранува исламот и зошто? И дали христијанството има храна која ја забранува и зошто? Да, има храна која е забранета во исламот. Например, ако гледаме у куранските ајати, Аллах џелешану во еден второто во суретул Маида, значи поглавието Маиде во третиот цитат, третиот ајат, ги набројува одредени нешта кои се забранети да се јадат. Например, вика, забрането е да се јаде мршта, забрането е да се јаде тоа што е убиено, забрането е да се јаде свинското месо, забрането е да се користи или да се јаде крвта која излегува од коленото животно. Забрането е тоа, значи више догматски или верски речено, тоа што е колено во името на нешто друго освен името на Аллах. Тоа е курански одредено. Во пејгамберовите зборови, хадиси, верската традиција, исто така се забранети некои други нешта. Например, пејгамберот вика дека забранети се да се користат месото од животните кои имат сечачки заби или птиците кои имат канџи. Според христијанската православна црква, освен периодот кога од светите оци е пропишан за време на пост, кога нели се дозволува само растителна храна, во другите денови значи е дозволено да се јаде буквално се. Значи, но
Пак се повикуваме на зборовите на Светиот апостол Павле дека се ми е дозволено, но не е се полезно. Што е халал систем? Халал системот, ако е нешто што е од прерамбената индустрија, треба да се запази од тоа што пред малку наброивме како елементи кои се забранати верски. Значи, тие елементи да не ги содржува таа храна. Ако од елементите кои се користат во фармацевтската индустрија, исто така треба да се пази и елементите што се забранети, нели, со верска терминологија кажана харам, или тоа што е штетно за човечкото здравје. Дали тоа значи дека храната произведена по халал е само за муслимани или Не, значи, како што кажавме претходно, значи, христијанинот не се ограничува во ништо во светот. Значи, буквално, кога се работи, значи, за јадење, нели, за да се живее. Значи, он може да јаде буквално се, нели, што е приготвено, нели, како за човечка храна. Но кога се работи, нели, за пост, значи, тогаш се прави некоја селекција на јадење кое што, нели, се исклучуваат тие што се од животинско потекло, вклучувајќи ги тука и јајцата и млекото. значи христијани може да јадат слободно производи произведени по халал систем? Апсолутно, да. Стандардите не значи дека ти се импонират. Ти нудат избор. Тоа е мост до кој тебе ти помага, како ти полесно може да дојдеш до нешто. Тоа не е импонација. Веројатно и до некој пазарна страна да продадеш повеќе производи. Едниот од тие елементи е тоа. Исто така и тоа им служи на одредени припадници на одредена религија, во случај на муслиманите, како тие да не се мачат да гледат во проспектот на нештото што содржува. Тоа не е храна наменета само за муслимани. Никако. Има ли во христијанството некој систем како што е халал за производство на храна? Да се внимава на некои процеси при производство на храна? Значи, само се препорачува на производителите, нели, да ги пазат стандардите во смисла дека кога, нели, например, ние купуваме посен колач, да навистина колачот биде посен, нели, а не да биде со, не знам, јајца и млеко тие работи. Значи, тоа е само, но мислам дека тоа се запазува